Јавното претпријатие Чистота и зеленило и во периодот од октомври до декември 2024 година работело со загуба. Ова го покажува извештајот за деловно финансиското работење на комуналното претпријатие кој што беше разгледуван на денешната седница на Советот на општина Куманово. Претпријатието е во загуба од близу 3 милиони денари. Иако приходите во тој период во 2024 година се зголемени споредбено со истиот период во 2023, сепак не се доволни за да имаме позитивен финансиски биланс. Зголемени се и расходите, а тоа се должи пред се на зголемување на материјалните трошоци и трошоците за вработените, како и основните трошоци на работењето, рече Цветанка Ивановска, помошник директор на јавното претпријатие Чистота и зеленило. Извештајот за четвртото тримесечие е усвоено од советниците со 16 гласови за. Деловното финансиско работење во овој четврт квартал, односно тромесечие, за деловната 2024 година, јавното претпријатие како резултат на остварените поголеми расходи во однос на приходите бележи загуба од 2.876.700 денари. Остварените приходи во четвртиот тромесечен квартал од 2024 година во однос на истиот период од 2023 година бележи зголемување од 8,55%. Но овие приходи, зголемени приходи на јавното претпријатие не се доволни за да имаме позитивен финансиски биланс. Значи, приходите се зголемени, но затоа и расходите за 2024 година во однос на периодот од 2023 година исто така се зголемени за 20,34% и билансот на сето ова се должи дека јавното претпријатие во загуба од 2.876.700 денари. Ова се должи пред се на на зголемените материјални трошоци и трошоците за вработените и основните трошоци на работењето. Така да материјалните трошоци во четвртото тромесечие за 2024 година изнесуваат 11.390.000 денари, 390.766 денари во однос на периодот од 2023 година кој изнесува 9.381 денар и 371.724 денари. Значи, бележиме загуба во оваа четвртото тромесечие, бележиме загуба по основ на зголемување на цената на горивото, која во овој период изнесува 681.891 денар, зголемување на цената на резервните делови, 3.116.192 денари и зголемување на трошоците за електрична енергија, така да тоа се должи и на зголемување на материјалните трошоци во овој тромесечен период. Годишниот кумановец, кој што завчера беше пријавен за исчезнат, се уште не е пронајден, информира секторот за внатрешни работи Куманово. Според СВР Куманово на 13 април во 14 часот во полицијата 55 годишен кумановец пријавил дека од домот се оддалечил неговиот 26 годишен син кој што имал здравствени проблеми. Полицијата презема мерки за пронаоѓање на лицето.
По повод Цветната недела пред големиот христијански празник Великден, невладината организација Коло на српските сестри ја организираше манифестацијата Цветници. Во рамките на проектот реализирани се повеќе активности, а завршната манифестација се одржа вчера во фоајето на Центарот за култура, каде што беа прогласени најдобрите учесници во аранжирање на икебани. Лела Радичовска, ученичка во средното училиште Перо Наков, освои прво место. Вторите места им припаднаа на Леонтина Цветановска од средното техничко училиште Наце Боѓони и Ален Милковски од гимназијата Гоце Делчев, а на трето место се пласираа Илина Станковиќ и Милица Пешиќ, двете од државното средно училиште Киро Бурнас. За прв пат ова година Коло одлучи да ја одбележи Цветната недела. Сите знаеме дека православните празници ги слабо одбележуваме, си забораваме на култура и традиција, на обичаите, и тоа не потикна тоа да го направиме. Ние имавме замислене трите активности, и тоа со сите генерации. Значи, садење на цвеќе во градинка, ова година во оделот Бубамара. Друго беше со основни училишта, плетење на венчиња и делење пред црква на Лазарева сабота и на плоштадот во Куманово. И трета е денесна завршна манифестација. Всушност требаше да биде вчера, пошто вчера се Цветници, али поради недела и поради затворениот простор, тоа го направивме ден покасно. Видовте дека денеска настапија ученици од средни училишта, по 20 ученика, кои се изразија своја креативност така што аранжираа икебани. Икебани, за жал да имаше малку повеќе присутни, ќе беа продадени, средствата ќе одат во хуманитарни цели. Некои ги поклонивме, некои ги продадовме, жал ние сите би ги однеле дома, искрено да ви кажам, пошто се преубави. Имавме прва награда, 2 втори награди, 2 трети награди, мада сите заслужуваа да имат награда. За овој проект не подржа општина Куманово, тоа е за програма за културни манифестации за 2025 година, стварно со скромни средства, али ние некако се снајдовме и проектот го завршивме. Се надеваме дека идната година, бидејќи сакаме да не биде традиционална манифестација, ќе ни дадат, пак ќе не поддржат и да можеме да ја ангажирамо и поубаво. Учениците учесници на настанот по повод Цветници беа во придружба на своите наставници од основните и средните училишта, а присутните ги поздрави председателката на Советот на општина Куманово Ивана Ѓоргиевска. Мене ми е особена чест и задоволство што еве сум дел од ваков прекрасен настан. Најчесто ми повикува да зборам за булинг, да зборам за демократија, да зборам за проблемите во општина Куманово, меѓутоа самиот цвет, самиот празник Цветници е толку убав што самиот цвет е сам по себе уметност. А со вакви дечиња кои имаат креативен набој и кои се навистина креативци од онаа што го погледнав манифестацијата, уствари овој настан добива уште многу повеличествен и поубав карактер. Како што кажа Жижа, влегувањето на во Ерусалим на Исус Христос, имаме толку убави христијански празници, на овој начин е најубаво да ги прославиме. Вчера бев присутна и во Уминдол, односно имав директна снимка од славење на празникот Цветници во Уминдол. Луѓето преубаво си поминаа во допир со природата, во допир со етноста наша македонска и мислам дека полн погодок Жижа да се слави еден ваков величествен празник, а и плюс тоа прекрасен празник поврзан и со влегувањето на Исус Христос во Ерусалим, меѓутоа и со будењето, самото будење на природата. Самиот пролет е величествен. Мислам дека цветот покажува дека ќе има плод. Дај Боже оваа година да ни биде родна на сите. На сите да ни биде плодна, особено на вас, Хуманитарното здружение на жени. Проектот на организацијата Коло на српските сестри е поддржан од општина Куманово преку програмата за културни манифестации со 20.000 денари. Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди при МВР до надлежното основно јавно обвинителство Куманово поднесе кривична пријава против едно лице за сторено кривично дело несовесно работење во службата. Пријавената, вработена како овластено службено лице референт во одделението за управни работи Куманово во периодот од 11 јануари до 19 декември 2024 година од магацинот на СВР Куманово задолжувала платливи образци и регистарски
таблици, наменети за работа на шалтер на МВР во станица за технички преглед на подрачјето на СВР Куманово, примала барање и документи од странки за регистрација на возила, издавала регистарски таблици и платливи образци без да им изврши наплата, односно без да и бидат приложени уплатници за извршена уплата или непосредно да изврши наплата преку службениот посттерминал со банкарската картичка, со што пријавената, иако била свесна и знаела дека не се исполнети законски пропишаните предуслови, несовесно постапила во вршење на своите овластувања и должности без претходно да ја запази процедурата за регистрација на возила, со што нанела материјална штета на буџетот на Министерството за внатрешни работи во износ од 417.500 денари. Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди против пријавената поднесе предлог за поведување на постапка за кршење на работниот ред и дисциплина и изрече задолжителна мерка за отстранување на работно место суспензија до завршување на дисциплинската постапка. Основното училиште Карпош во село Уминдол изминатиот викенд организираше екоакција. Ученици, родители, наставници, но и местното население активно се вклучија во акцијата за засадување на овошни садници кај училиштата во Уминдол и село Љубодрак. Екоактивноста се реализираше во соработка со училишниот одбор, Советот на родители и Сдруженијето за локален и рурален развој Руралума 100, информира директорот на Основното училиште Карпош Мирослав Димевски. Во училиштето Карпош во село Уминдол и во Љубодрак извршивме акција, засадивме родни овошни дрвца, засадивме вкупно 150, во Уминдол засадивме 85, а останатите ги засадивме во Љубодрак, така да голема благодарност и до местното население затоа што се вклучија заедно со учениците и со родителите, ни помогнаа со техника, прво ја култивиравме местото каде што ги насадивме, потоа се вклучија со постарите лица, ни објаснија на учениците како се засадуваат дрвцата, како се закројуваат и ветија дека понатаму ќе ги одржуваме во летниот период, ќе правиме акции за наводнување, затоа што овој веќе вложен труд да не биде попусто вложен, туку да вроди со плод. Во соработка со училишниот одбор и Советот на родители се договоривме сите заедно, тоа значи ја вклучивме и невладината организација УМА 100 и тие ни донира некои средства, собравме заеднички средства со вработените и учениците, така да излезе дека секој поединечно си засади по едно дрвце, а од садниците зедовме круши, сливи, јаболки, цреши, мушмули, дуњи, гледавме да опфатиме од се. Покрај ова екоакција, училиштето се вклучува со активно во сите активности на местното население, така да бевме оваа година и техничка поддршка на организацијата која ја спроведе невладината организација УМА 100. Тоа беше Цветници, по повод Цветници. Манифестацијата беше поддржана од нашето училиште. Нашите ученици, вработени, сите учествувавме таму и беше прекрасен настан. Жителите на Уминдол, но и граѓани на Куманово и поширокиот регион во неделата имаа можност да уживаат и во вкусот на домашна традиционална храна, да се вклучат во спортско-рекреативни активности, но и да ги посетат културно-историските знаменитости во селото во рамките на манифестацијата Цветници, организирана од Сдруженијето Руралума 100. Манифестацијата беше поддржана и од Основното училиште Карпош. Манифестацијата Цветници се одржува втор пат, минатата година беше прв пат, сега е втор пат и се надеваме дека таа ќе прерасне во традиција. Тие што биле лани се сеќаваат дека имаше многу помала посетеност, но еве од година во година се зголемува посетеноста и оваа година имаме гости од Скопје, од Куманово, па дури и од други континенти имаме гости од Венецуела.
Ние имавме желба да направиме еден спонтан излет на село вака во некој убав пролетен ден и случајно минатата година излезе тоа да биде баш на Цветници и решивме Цветници да ни бидат традиционален датум на кој што ќе одржуваме манифестацијата. На денешниот ден жените тука од Уминдол подготвуваат храна, нели со помошта на мажите секако. Значи може локална храна да се вкуси, потоа нудиме културно-туристичко разгледување на Уминдол, посета на етномузеј, посета на 100 годишна брвнара и луѓето можат и малку повеќе да научат и за историјата на ова село. Димевски, кој што веќе има искуство на менаџерска позиција, веќе неколку месеци раководи со училиштето Карпош, кое претходно беше целосно реконструирано со финансиска поддршка на Министерството за образование и наука и општина Куманово. Проектот опфати реконструкција на покривот, подови, нови прозорци и врати, нова енергетско ефикасна фасада, санитарни јазли и делумно нов интериер, нова електрична инсталација со нов систем за грејење, пристапна рампа и тоалете адаптирани за лицата со попреченост. Во училиштето Карпош се запишани околу 140 ученици од Уминдол, Љубодрак и Ново село. Од петок 18 април сите маркети, аптеки и продавници за техника и мебел имаат обврска да ги објавуваат цените на своите производи на официјална веб страница. Доколку цените се објават на социјални мрежи, тоа нема да се смета дека ја исполниле законската обврска. Трговците ќе мора да ги прикажуваат своите цени во реално време со редовно ажурирање. Цените треба да се ажурираат најдоцна во текот на истиот календарски ден. Целта е на потрошувачите да им се овозможи јасен и точен преглед на понудата. Обврската не важи за микротрговци кои имаат до 10 вработени и годишен приход помал од 50.000 евра. Државниот пазарен инспекторат ќе врши контроли, ќе проверува дали се почитува прописот и ќе изрекува соодветни санкции. Наплатата на приходи остварени од Царинската управа во првото тримесечје годинава се поголеми за 13,6 милиони евра во однос на истиот период минатата година. До основното јавно обвинителство и основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, само од ноември досега се поднесени 102 кривични пријави или за повеќе од цел 3-годишен период од 2020 до 2023 година, кога биле поднесени вкупно 85 кривични пријави. Во првото тримесечје се остварени 143 случаи на заплени или за 77% повеќе во однос на минатата година. При тоа, мобилните царински тимови во овој период оствариле повеќе од 100 заплени, што е еднакво на годишен просек на заплени споредбено од 2017 до 2023 година. Ова беа само дел од резултатите на Царинската управа кои ги презентираше директорот на Царинска управа Бобан Николовски вчера по повод одбележување на 14 април, денот на Царинската управа. По 4 работни дена следи продолжен 4-дневен викенд за православните верници во земјава. За православните верници неработен ден ќе биде и 18 април, петок, односно Велики петок. За сите граѓани неработен ден ќе биде 21 април, понеделник, вториот ден на Великден според православниот календар. Христовото воскресение Великден годинава се слави в недела 20 април. Фризерското студио Нате, собственост на Наташа Додевска од Куманово, изминатиот викенд во Охрид беше дел од второто поред балканско шоу Нук International Day 2025 во организација на Макси Ексклузив од Битола. Во шоуто се надпреваруваа учесници, фризери од Македонија, Босна и Херцеговина, Хрватска и Србија. Победник годинава е представникот на Србија.